Водоли, здраво! Ајде да видиме кои се предвидувањата за вас за месец јули. Значи, ова се генерални пораки, овде ќе зборуваме апсолутно за секое поле од љубовта. Може за љубовта ќе биде за некој, ете. Меѓутоа, буквално за секое поле од животот, значи се што ќе чуете, може да значи било што за вас, ако го почувствувате како порака, ако ви има смисла, тогаш прифатете го. Јас од срце се надевам дека ќе ви помогне. Ако ви нема смисла, тогаш отфрлете, апсолутно не е порака за вас и да преминеме. Меѓутоа, само кратко да ве подсетам, предплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, заследете го каналов, за сите наши, за некој најсреќен и најверен наш следбеник има и подарок, бесплатно толкување, бесплатно лично таро толкување. И ајде сега да преминеме, да видиме што носи јули. Јули за вас водолиите. Ајде да почнеме од некаде. Еден дел од вас одлука ве донесена од порано, ова не е ново, ова не е нешто што ќе се случи во јули, веќе се случило најверојатно. Вие сте одлучиле да отфрлите нешто од животов. Вие сте отфрлиле, меѓутоа ова што го отфрлате се грижи. Дали се грижи кои се само во вашата глава, во вашите мисли, дали се реално некакви грижи и проблеми со кои сте се соочувале, дали се луѓе, дали се ситуации, дали се дел од вас, пак може да биде и некакви ваши навики, нешто отфрлате што не ни ви требаше или пак што ве загрижуваше. И сега некој лав, некој стрелец или некој во вашиот живот кој може родителе, може некој повозрасен, може некој по-зрел, по-мудар, некој таков. Околу него ќе имате некакви недоразбирања, несогласици, може би заради него е ова одлука што сте ја донеле, може би него го отфрлате, може би ве отфрлил па нешто во врска со тоа правите. Игра некаква улога. И сега, во јули, вие се чувствувате како победници, вие се чувствувате како да стоите цврсто, сте успеале да ги совладате мислите, сте успеале да го совладате тој некој, сте успеале нешто да направите. Меѓутоа, вие очигледно сега, добро, некој од вас и се плашите од реакцијата на овој некој заради вашиве активности, а некој пак се плашите дали ќе се согласи на сето ова вие што го правите. Некој се плашите дали ќе го одобри. Зависи во каква сте врска со тој некој. И сега вие сте ќе одлучите во јули да бидете малку сурови. Знаете, еве вака ќе ве го објаснам тоа. Ова пред се сте вие. Ова ве представува вас во таротот. Ова може да биде близнаци, водолија. Меѓутоа, ова 4 кралици постојат во таротот, ова е најладната, ќе речем. Ова е некој кој не носи одлуки кои доаѓаат од срцето. Некој кој носи одлуки кои доаѓаат само од умот. Да, мудар, интелигентен, остар, меѓутоа ладна личност. И сега, во случајов наш, пропратене со исто таква енергија која представува водолијата или близнаците и
ова пак е незрела една енергија, ова се оштри зборови, ова се непромислени зборови, апсолутно незрела енергија. Значи, кога оваа кралица сега е пропратена со оваа незрела енергија, вие она што ќе го кажете, вие она што ќе го правите во јули, ќе биде, за жали, незрело и непромислено. Дури ќе одлучите да прекинете некакви врски кои реално и не треба да бидат прекинати, или ќе одлучите да сокриете нешто или да направите нешто кој не е толку честно спрема другите. На ова вие или ќе одлучите да го правите ова, или пак постојано ви се врти во главата како да го направите. Мислам дека ве води вас една страст која се претворила во тврдоглавост. Ова веќе не прифаќа совети. Овде веќе не прифаќате идеи, не прифаќате туги мислења. Она што доаѓа од другите го отфрлате како непотребно, како меѓутоа внимавајте, постои опасност да бидете незрели. Од другата страна доаѓа зрелост, доаѓа мудрост, доаѓа нешто кое ветува поголеми работи, подолгорочни. Меѓутоа вие сте одлучиле сега да се водите од страстите. Постојано фантазирате, се молите, медитирате, што и да правите нешто, го очекувате нешто да дојде, нешто да се случи. Ова што треба да дојде да се случи носи една инертност и една спорост со себе, но вие се надевате дека дел од вас се надевате дека ќе дојде витезот на белиот коњ, кој ќе донесе некои работи кои вас ви требаат. Се зависи што ви требаат за вие што слушате, некои може би финансии, на некои поддршка, некој љубов, не може се да биде. Меѓутоа се надевате, се молите да се случи. И исходот од сето ова е да, ќе дојде, споро е, но ќе дојде. Меѓутоа внимавајте да не ве најде незадоволни, да не ве најде неподготвени, да не ве најде во ситуација во која не знаете што да правите, како да реагирате, неспремни да не ве најде. На тоа само треба да внимавате кога вие кои сте многу тврдоглави овој пат и кои се водите само од страстите. Многу да внимавате на тоа. И да внимавате на работите во кои не размислувате долгорочно. Ако размислувате краткорочно и само за моментот, внимавајте на сите околу вас. Други од вас пак работеле на нешто, правеле нешто, се соочувале со нешто и во ова нешто биле во магла, биле во битка, биле во некоја недоволно неубава ситуација, ајде ќе речеме. И сега вие во јули излегувате од маглата, излегувате од проблемите, излегувате на периферија. Сега веќе сте на посигурно тло, сега сте победници, сега може да ги видите работите како стојат од горе. Меѓутоа, овде е поврзана и некоја друга личност. Не сте сами во ова. Оваа друга личност повторно или овен, или стрелец, или лав. И сега што е проблемот? Проблемот е што таа друга личност не сака да учествува во напредоков. Така ќе кажам, не сака да излезе. Досега бевте во магла проблеми и се што набрав. Вие излегувате, меѓутоа другиот не сака да излезе. Едноставно не сака, колку и да подавате рака, колку и да се трудите, какви напори да вложите, ма се правите. Едноставно не сака да излезе и не сака. И
Да, и вие ќе бидете малку сега оштри. Сега веќе нема да бидете ни од разбирање, затоа што веќе ги потрошивте сите начини, можности како да го разберете овој другиот. Веќе нема да имате разбирање и сега ќе повлечете линија. Сега повлекувате линија и ќе кажете или ќе биде вака или поинаку нема. Затоа што вие успеавте да излезете. Другиот очигледно ви значи, сакате да дојде со вас, да го доживее успехот како вас и ќе бидете одлучни. Вие премногу се жртвувавте за ова, за сега само така да ги оставите работите. Може би се соочувате со некој во семејството, во домот, деца, родители. Може би се соочувате со некој кој е само во магла или во некаква состојба на умот која не му дава можности разумно да расудува. Може би сте со некој кој е уметник, сакате да го насочите кон нешто друго. Како и да е, вие едноставно не ви се вие имате судир на интереси, судир на желби со овај човек, со оваа личност. И вие сакате нешто веќе да се придвижи ова со него, за него, лично за него може да е или може да е во заедничкиот ваш живот. Сакате да се придвижи. Бидете упорни и истрајни до крај, верувајте во себе, верувајте во можностите, во начините кои ги употребувате, затоа што се добри, ве носат на прав пат, верувајте во тоа. Ќе успеете, може веќе и во јули ќе почувствувате како се придвижуваат работите. Може подоцна, но внимавајте на себе, да не останете од сите ова повредени. Повредени сте, изгубиле нерви, сте изгубиле време, сте изгубиле може и пари за некого. Внимавајте да не ве најде повредени успехот на крајот. За други од вас пак, гледам дека вие ќе дознаете нешто во јули, некоја тајна ќе откриете. Ќе биде или тајна, или ќе биде инспирација, или нешто ќе ви дојде на сон, како порака, како насока, што и да е, може таинствено е, до сега не сте го знаеле. И ова ќе направи да успеете во нешто. Значи, ова што ќе го дознаете, вам ќе ви даде можност да успеете, да добиете нешто, да освоите нешто, да остварите нешто или да заштитите нешто. Нешто со ова вие ќе заштитите дали својата состојба, дали финансиите, дали некоја ситуација која ве измачува, ќе успеете да ја совладате нешто, вие со таа тајна или со таа инспирација ќе успеете. Ќе доживеете некаква победа благодарение на тоа што ќе го дознаете. Други од вас гледам дека премногу се жртвувате, ова е веќе надчовечки, јас гледам се напори вие што го правите, но вашата тврдоглавост овај пат ќе ве доведе до успеси, ќе го постигнете тоа. Вие, значи ова е порака за вас, вие кои се борите со сите сили, а сте повредени. Повредени сте, страдате буквално, меѓутоа се борите, горите, апсолутно. Вие да знаете дека ќе успеете овој месец. Тоа што го правите, ќе успеете. Ве гледам на врвот. Драги водоли, тоа е тоа за сега, се надевам уживавте, до следното, чао, чао.